Детскиот културен центар Карпош традиционално повеќе од 20 години организира манифестација на која учествуваат токму деца во пресрет на одбележувањето на Денот на словенските просветители Свети Кирил и Методи. Токму по тој повод разговарам со директорката Ружа Ѓорѓевска на Детскиот културен центар. Добар ден за вас, кажете ни оваа година на кој начин ќе се одбележи Денот на словенските просветители? Добар ден. Значи, Детскиот културен центар, како што кажавте и вие, традиционално секоја година во пресрет на значајниот се словенски и македонски празник посветен на солунските браќа Кирил и Методија, ја организира оваа манифестација која што носи наслов "Цртам на асфалт". Во манифестацијата учествуваат сите градинки од градот Скопје. Имаме со цел, на некој начин од најмала возраст да ги воведеме во значењето и делото на овие наши значајни просветители и воедно да им овозможиме преку дружење да ги искажат своите креативни уметнички дарби токму на асфалтот, каде што е неформално и многу послободно можат да цртаат и да се дружат. Колку сте задоволни од интересот, колку деца денеска беа присутни на самиот настан? Па да ви кажам искрено, многу сме задоволни, бидејќи од се вкупно околу 17 градинки кои што работат во склоп на градот Скопје, 12 градинки се пријавија и беа учесници на оваа манифестација, што значи голем број, скоро рече сите, со исклучок на некои кои што од оправдани причини не можеле да пристигнат. И тоа значи дека тие ја почитуваат и ја сакаат оваа манифестација, бидејќи традиционално секоја година ни се учесници и учествуваат. Затоа што децата покрај цртањето може да испеат и некоја песничка од она што го работат и голем дел се посветени на некои од тие песни и дел на браќата Кирил и Методија. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам. Одлично е чувството да се биде помеѓу овие млади луѓе, се чувствува позитивната енергија преку нивната песна, а исто така импресивни се и нивните цртежи пред платото овде во градскиот парк на споменикот на Гоце Делчев, а сето тоа во чест на словенските просветители Свети Кирил и Методи.